Армија експерти и занаечи од светот ќе бидат ангажирани во долгиот, комплексен процес на враќање на обезличената црква. Но тие ќе се соочат со значителни предизвици, почнувајќи со итната потреба да се заштити внатрешноста на катедралата, откако нејзиниот 8 века стар дрвен покрив беше уништен од пламенот. Данкан Вилсон, главен извршен директор на британската конзерваторска организација Историска Англија, вели дека приоритет е да се обезбеди конструкцијата, како и зачувувањето на остатоците внатре во зградата. За разлика од францускиот председател Емануел Макрон, кој вели дека за обнова на Нотр-Дам ќе бидат потребни 5 години, Вилсон очекува процесот да трае над една деценија. Well, it will take years, if not more than a decade, and it will cost a phenomenal amount of money. But, we know it does cost lots of money to repair historic buildings, especially after such a catastrophic event as this. And frankly, you're doing it for posterity, you're doing it for hundreds of years. Ненси Ву, експерт за средновековна архитектура и едукатор во Метрополитен, пак вели. I think what was lost to me personally is the false belief, I suppose, that a building is durable, that a building will stay there forever. Of course, it is never true. Many buildings have been damaged, have been destroyed and then reborn. Точната причина за пожарот се уште не е позната, но француските медиуми цитираат извори од полицијата дека може да биде поврзана со проектот за реновирање на кулата на црквата, која има околу 250 тони олово. Истражителите испитале околу 30 луѓе, повеќето од нив ангажирани во обновата. Според наводите на истрагата, по првиот аларм за пожар, некои отишле да проверат на покривот, но не забележале ништо. Кога алармот се огласил повтор пат, било предоцна.